Благодарам. Ваша ексцеленцијо, господин Дейвид Гир, почитуван вице-премиер, почитуван председател на комисијата, почитувани амбасадори, почитувани присутни колеги пратеници, почитувана јавност, на дневен ред извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2021 година, во кој се опфатени сите поглавја што во секојдневие се всушност на граѓаните и ги засегаат токму нив. Во резимето на извештајот стои дека во однос на политичките критериуми државата ги продолжи своите напори за зајакнување на демократијата и владење на правото преку достапност до клучните и законодавните прашања. Во поглавието 23 правосудство и фундаментални права за 2021 година имаме оцена двојка или одреден напредок. Овие денови го гледаме извештајот на Советот за јавни обвинители за 2020 година, иако извештајот е за 2021 на Европската комисија, исто така и извештајот на јавните обвинителства за 2020 година, и намерно ја зимам во предвид 2020 година и ќе ви ја кажам мојата суштинска забелешка. Ако за 2020 година имаме оцена 4, кога во Советот за јавни обвинители се одржувале тајни седници за избор на јавни обвинители и нотирано е дека се незаконски и нетранспарентни постапките. 2020 година исто така кога јавни обвинителки подметнувале изјави за одредени судски процеси. 2020 година е кога се донесе новиот закон за јавно обвинителство, кој беше најавен како реформски закон во знак на препораките за реформи во судството, и покрај нов закон за јавното обвинителство се уште јавните обвинителства немаат доволно ресурси и услови за работа, а за ефективноста на јавното обвинителство говори констатацијата на Државната комисија за спречување на корупција дека од 165 иницијативи за кривично гонење во рок од 20 години само 3 завршиле на суд и јасно укажаа дека треба да се зајакнат капацитетите на јавните обвинителства, но јас сметам дека не се секогаш пресудни само капацитетите и ресурсите, туку желбата за справување со корупцијата. Кога се има волја, се е можно. За жал, не може да имаме напредок во основни човекови права кога притворот се уште се користи или се злоупотребува за дисциплинирање на политички неистомисленици. Дури и во извештајот на Народниот правобранител е забележано дека имаме дури 90% изголемување на преставки поднесени до него од граѓани во делот на слобода и основни човекови права. Тоа е сериозен показател всушност колку се граѓаните незаштитени. Во делот на слобода на изразување, сосема јасен показател беше Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, каде имаше дефиниција за навреда во која се вели дека ќе се одговара и ќе се казнува искажано негативно мислење. За вакви состојби во судството и во јавните обвинителства кои најдиректно влијаат за слободите и човековите права, имаме низа скандали, нефункционалност и неефективност. И затоа оценката за 2021 е двојка, односно од 4 во 2020 на двојка во 2021 година. Падната е за 2 оцени. Понатаму, во резимето на извештајот стои дека опозицијските партии останаа активно вклучени во собранието и во одредени случаи ги поддржаа клучните закони поврзани со Европската Унија. Моето прашање токму за оваа констатација е дали мнозинството во собранието е доследно на својата задача и одговорност, бидејќи многу пати немаат кворум на работните тела и на седниците. Плюс, во најавата на власта за транспарентно и инклузивно носење, ние имаме 45 до 50% донесени закони на брза лента, со флагрантно кршење на процедурите од деловникот и злоупотреба на европското знаме и за закони кои не се усогласени со европското законодавство. Ова е нотирано и во европскиот извештај и почитуваниот амбасадор токму денеска го кажа на говорницата, колку и да колегите од мнозинството негодуваат. Како што кажав, нотирано е во европскиот извештај, бидејќи носењето на закони, и тоа многу закони со брза постапка, немаат ефект врз животот на граѓаните, бидејќи нема имплементација на истите закони буквално во било која област да ја земеме. Има забелешка дека собранието сериозно потфрлува во надзорната функција на извршната власт, но како секојдневно присутен пратеник во собранието чинам дека намерно се предизвикува хаос во собранието, каде имаме денови кога се закажани и
и по 7 до 8 седмици на работни тела, некои во исто време и во исти сали, со што физички е неизводливо да бидеме присутни на истите, но ни се ускратува и можноста за ефективна дебата за многу важни закони на комисиите и со тоа се ослабнува ефективноста и на собранието, уште помалку да се спроведе надзорната функција. Во многу поглавја провејува дека во голема мера имаме усогласување со европските закони, но реалноста е сосема нешто друго. Граѓаните не живеат поевропски, напротив, живеат уште посиромашно и се уште повеќе и се повеќе обесправени. Тука ќе се надоврзам на здравствената криза со пандемијата. Замислете, во поглавието заштита на потрошувачите и здравствена заштита 5 години поред имаме оцена 0. Што е најстрашно според мене, ако како приоритет не е животот и здравјето на граѓаните, тогаш ние не можеме да зборуваме за било кое друго поглавје. Оваа оцена 0 има директен ефект врз смртноста од короната во нашата земја, односно оваа оцена токму произлегува од несправувањето со короната. Поради лошото справување со корона пандемијата сме пети во свет по смртност. Знаете зошто е ова? Бидејќи пандемијата ја откри целата нефункционалност на институциите. Кризата започна со недостаток на заштитен материјал за здравствените работници. Замислете, оние кои беа на првата борбена линија со ковидот беа незаштитени и изложени директно. Потоа се соочивме со недостаток на протоколи, недостаток на вакцини и почнувајќи со погрешна кампања за вакцинацијата имаме најмал процент на вакцинирани. Се соочивме со недостаток на кревети, со недостаток на кислород во болниците, немање ПСР тестови или граѓаните добиваат термини за ПСР тестирања во други градови, немање агенции за основни испитувања, кои што по анализи се прескапи и така граѓаните беа оставени сами на себе да се снаоѓаат со прескапи анализи и кој ќе преживее, ќе раскажува, така велат кај нас. Во поглавието за животна средина и климатски промени имаме оценка 1 или мал напредок. Област директно поврзана со здравјето на граѓаните. Во периодот кога Европската Унија ги зголемуваше средствата за животна средина, кај нас во буџетот се намалуваа. Па во најава на зелена агенда, кога прашувавме за конкретни проекти во програмата за зелен развој на Комисијата за финансирање и буџет, немаше одговор од власта. Во поглавието за образование и култура има оценка 1 или мал напредок. Пандемијата се пречека со нефункционалност во образованието, бидејќи не профункционира најавуваната национална платформа, потоа се проба да се спроведе криминална дигитализација на учебниците, која е со 0 реализација се уште. Што всушност се случуваше? Наставниците држеа онлайн настава во студени училници, бидејќи немаше парно во училиштата, а од друга страна 40.000 ученици останаа без можност да следат настава, бидејќи нема компјутери и лаптопи за да се вклучат онлайн. Со тоа беа оставени најмалку 2 генерации на ученици да останат неписмени, што сериозно ќе влие на еднината на државата, на пазарот на трудот и така натаму. Во делот на јавната администрација имаме оцена 2 или одреден напредок. Не може да има напредок кога во последните 5 години имаме вработување на нови 32.000 лица. Па нели администрацијата беше гломазна и пренатрупана, па ќе се кратеа непродуктивни трошкови и така натаму и така натаму. И ова не е моја перцепција. Ова се официјални податоци на Државниот завод за ревизија. Не би ги анализирала сите поглавја во интерес на времето и колегијалноста, но сакам да ја спомнам просечната оценка за годишниот напредок во извештајот на Европската комисија, која е прикажана всушност на следниот диаграм, на кој се забележува сериозен пат од просек двојка во 2021 година, тоа е негде овде, и имаме во 2021 година пат на 1,52, што е сериозен и алармантен показател во која насока се движиме како држава. Значи, да резимираме, 4 кризни состојби во нашата држава, здравствена, економска, енергетска и топлинска, која што вчера се изгласа во собранието, се показател за нефункционалноста на државата и силно поларизирано општество. Всушност, треба да се залагаме да функционираат законите, бидејќи имаме за жал
култура на неказнивост во нашата држава и последици од владењето на авторитативни и популистички лидери, за што укажа и председателот на државата на годишното обраќање во ова собрание. Секоја критика што ја упатив, сакам да се разбере добронамерно и за доброто на иднината на државата. И на крајот, еден апел до вас, амбасадори и почитуван евроамбасадоре. Во делот на надворешната политика посакувам и барам спорот со Република Бугарија да се реши по европски принципи. Ви благодарам.